Здраво, добър ден на сите. Епа да, денеска почнуваме во кујната. Малку ви е чудно. Епа не, последната емисија ќе правиме малку на друг начин. Добро сме во кујната, мојата кујна, кујната на Прима, кујната на Беко, кујната на Нептун, кујната на Карес, освен кујната на сите и вашата кујна. Оти, зошто? Оти секој викенд готвиме овде за вас, за нас и уживаме во таа кујна. Денес, малку сум тажен, да кажам на вистина, сме при крај од нашата втора сезона. Втората сезона беше прекрасна. На вистина имавме прва сезона, втората и се надевам и трета, и четврта, и пета, да не збориме сега. Мора од сега да видиме што ќе ви покажеме. Освен денешната емисија ќе биде презентирана со дел од најубавите моменти што ги поминавме во втората сезона. Мислам полека ќе почнат. Јас продолжувам да готвам, да правам неколку рецепти што ќе видите понатаму, а сега ќе оди првиот дел. Дајте ми крилја, јас да си метнам и в наши старни да си прелетнам на наши места, јас да си идам, да видам Охрид, струга да видам. Првиот дел го посветуваме на природните убавини на нашата чудесна земја. А ги има толку многу. Доста од нив видовме оваа сезона. На ова топло време предлагам малку да се разгладиме. Одиме на најстарото езеро во Европа, Охридското, кој на намногумина име умилена дестинација во овие горештини. Токму од овде и ги започнавме авантурите оваа сезона, со превкусна пастрамка и секако прекрасни луѓе. Не можам, а да не се сетам на мојот пријател Климент. Прекрасен човек со кого преубаво си поминавме и од кого многу научивме. По вкусната чорба, професорот ме покани да ми покаже знаменитосите на Охрид.
Sokajče, hodíme na Kaneo. Стигнавме овде, мислам на најубавото поглед што го имаме на Охридското езеро. Имаме Свети Јован Канео позади нас, а ти ќе ми кажеш една убава приказна, што ги знаеш сите приказни од овде од Охрид за Канео и за езерото. Една од најпознатите цркви во Охрид е црквата посветена на Свети Јован Богослов Канео или Свети Јован Евангелист, која датира од времето на крајот на 13-тиот век, изградена некаде помеѓу 1270-та и 1290-та година. Но за жал, помеѓу 15-тиот и 18-тиот век била забранета за употреба, откако е откриена на завера помеѓу Охридскиот архиепископ Доротеј и Герк Кастрио Скендербек. Скендербек, не, да. Добро. Ја знам од Скендербек беше генерал, нешто така. Да, тој бил еден од најголемите заштитници на христијанството на оваа територија и најголемиот непријател на османлиите. За време, тоа ми е многу чудно. Да, извини што По неговата смрт, 1468 година, заверата е откриена, многу цркви се претворени во џамии, а оваа црква е забранета да се користи во наредните 300 години. Значи, веднаш по 18-тиот век е ставена повторно во употреба, но за жал поголем дел од фреските се уништени поради тоа што повеќе од околу 3 века била отворена и елементите заради дождот, сонцето, снегот, мразот си го направил своето и неповратно се уништени многу важни композиции, особено ктиторската композиција, каде што е било представено кој ја изградил, кога е изградена и така натака. Но со една друга црква, каде што се спомнува оваа црква, незиното датирање се поставува помеѓу 1270-та и 1290-та година. А пред нас се простира езерската шир, едно од најубавите езера во светот, најстарото европско езеро. Да видиме гордиот тоа. Да. Без сомнение, кое е 1,4 милиони години старо. 1,4 милиони. Колку нула има позади тоа, јако? Преку 1700 организми во езерото, 225 ендемски организми кои што може само тука да се најдат и нигде на друго место. Знаев тоа за белвицата, извини што те прекинувам. Помеѓу нив се летницата и белвицата, охридската пастрмка, летница и рибата белвица, кои што се раритет и наречени се живи фосили. Своевремено биологот Синиша Станковиќ доаѓа 30-тите години на почетокот, значи 1930-31 година, го проучува живиот свет на Охридското езеро и ги нарекува живи фосили. Браво. Стари се колку што и самото езеро. Чудо. Јас знам ти е многу вкусно. Извини, јас го зборам како готвач. Куриозитет се исто така и јагулите. Јагулите, да. Ова цело пространство се нарекувало кралството на јагулите,
за време на 15-тиот па се до 7-миот век пред нашата ера, каде што живееле енхелејците, енхелејците. Во превод тоа значи луѓе јагули. Луѓе јагули. Лангии. Лангии. Ој, да. Окей, енхелејците не го знаев тој збор, извини. Тие Да. се идентификувале со јагулите. Окей. Нивно божество била божицата Хармонија, Окей, која да. всушност е жената на митолошкиот херој Кадмо, кој што го основа Охрид во средината на 15-тиот век пред нашата ера, откако го изградил градот Теба, но поради еден немил настан, убивајќи го змејот кој што го штити бунарот со вода, ја навлекол клетвата на некои божества и тебанците, не сакајќи таа клетва да дојде во Теба, ги протерале и лутајќи, талкајќи стигнале до бреговите на Белото езеро во регионот на Енкелана или кралството на јагулите. Вау. Нивниот живот завршува со една интересна случка. Клетвата го стигнала и неговата казна била да се претвори во едно суштество со тело на јагула и глава од змеј. Вау. Неговата жена, Хармонија, не можела да го замисли незиниот живот без незината љубов, Кадмо, И се само претворила во јагула. истото суштество и од тогаш се во длабочините на Охридското езеро. Пливат заедно. Ау, многу сум среќен денес. Денеска ќе бидам уште попаметен. А јагулите во езерото доаѓале на природен начин се до 1962 година, кога се изградени првите брани на текот на реката Црни Дрим. За жал повеќе не можат да доаѓат на природен начин. Со специјални цистерни се носат, подмладок на јагули се носи секоја година, за да се одржува биодиверзитетот на ова езеро, кое што е на листата на УНЕСКО. Добро, браво. Ти благодарам. Пак ќе кажам, Климент, фала ти многу. Јас многу сакам да учам и денес сум, како кажав, уште малку попаметен, оти научив нешто ново. И јас научив од вас. Фала ти многу. Супер. Благодарам и вас. Уште многу бисери има на ова магично место. Но мораме да се вратиме во студиото, а вие, драги мои, можете да ги погледнете на нашиот YouTube канал. Еден дел помина, се надевам ти уживавте. Навистина, јас, како ви кажав, во секоја емисија уживав. Беше нешто прекрасно. Македонија е преубава држава. Прекрасни луѓе, прекрасни места, прекрасни амбиенти, различни луѓе. Секогаш, како кажувам, француски
и македонски. По француски Македонија е Маседуан. Маседуан, што е Маседуан? Мешавина. Тоа е нашата држава. Мешавина од убавини, мешавина од луѓе, мешавина од карактери, мешавина од религии. Различни луѓе. Тоа сме ние. А знаете што? Продолжуваме сега. Втор дел, одиме понатаму и се враќаме со уште други готвења. Вториот дел го посветуваме на посебните и превкусни јадења на нашата богата земја. Научив дека скоро секој регион овде има некој посебен специалитет. И благодарење на богатата почва и умерена клима имаме и прекрасни домашни намирници. Овој ден го започнуваме со надалеку познатото тетовско гравче. А потоа ќе видиме и како се сади познатата дојранска маслинка и како се подготвува бурек на посебен начин. Шеф, здраво. Здраво, Марк. Јовица, тоа е. Јовица, да. Миро ми е. Јовица, дојдов во твојата кујна денес. Имаш посебна рецепта ти за граф и за други специалитети, да кажеме, од овој регион? За тетовски граф Да. е специјалитет што повеќе кромит има Навистина, во гравот, повкусен. пред се, ќе те облечам, ти во кујна се знае, без престрика не се работи. Ајде, бајде, ќе те врзам, ајде. Не само женатите врзи, и ја те врзам. Да, еднаш. Па да. Некој друг. Повели? Ете така, Ова. ова може да ги покажеме денес, навистина, нашите убави престрики, се знае од Годомин, сезона 2, имаме президент Витаминка, Сопот, Унибанк, сите нашите партнери, Алпско, го забораев, што не поддржуват да можеме да правиме такви убави емисии. Ајде, Јовица, да продолжуваме. Почнавте со тетовскиот граф. Ти ми кажа, ти има посебен... Тетовскиот граф беше припремен. Ма гледамо ти само да се да... Да, гледамо ти го направи. Знамо ти има посебно варење на гравот. Јас секогаш Мора да глутнам, се свари секогаш глутнам една да се вари. вода и да се фрли водата. Добро, Или од вечер да се остави во вода. вечер, добро. И да се покисне, обично тоа гравот како сунгер го прима. Како сунгер го прима, да, он се дуи. И се тогаш. фрла таа вода. А и таа вода се Да, фрла. се фрля и се Добро. става друга вода, прво варење кога ќе зоврие, малку се остава, едно најмногу час време Океј. и таа се изфрля вода, се става нова и кромит, Ти ми кажа многу кромит. многу Многу кромит, кромит. Да, вистина, многу кромит да, треба. да, Што многу за 1 кромит. килограф, 1 кило кромит. Колку? па од прилика, да. Од прилика, да. Од да. Килограф, Да, кило од кромит. прилика, да. Сега знаеме Килограф е многу. Па килограм, зависи за Да, кој. да, Сега, ако да. има десетина луѓе на Да, маса. ако има десетина, да, точно. Океј, ајде бе да видиме што ќе ни готвиш денес. Гледам ти спремаш брзо Плескавици. плескавица. Да. Да. Ќе имаме плескавица на на јадење. кајмак, На обична кајмак. плескавица Многу добро. и уштипци. И ушчипси. Што имаме друго? Гледам ти имаш нешто пакувано тука. Што Тоа е е ова? мозок кој ќе спремиме на жар. Мозок. Да, уштипци. Вие прете мозок. Плескавица и тоа, да. Тоа е тетовски специалитет? Тоа е лесковачки. И тоа е лесковички? Да, и, Ма. и тетовски. Ма сме во Тетово, ти ми преше Да, лесковачки газдата е специалитет. Лесковац потекло и затоа И Марко го донесе тој. да, го да кажем, донесе и почна со лесковачки специалитет и продолжи со тетовски. Ти си шефот што ги измислил, ти ги има шеф предходно. Не, Ти слушнав некој од ти. имав и јас Газата, намесено, а да, некој газата беше познат сакаше позади, да. газдата, а другите ги најдов тука што беа. Добро. Ја мислев од ти ги измисли и света. А, ова е Марко посебно, ова е со Ова е со сланина и со кашкава. Аха, и како ја И со викате? прелив со уштип. А тоа се ушчипците. Ушчипците, Извини, ја да. мислев од ти беше без Од славица. истата смеса исто тоа ќе се прави бела мија плескавица, што е специјалитет на Океј. како плескавица само со сланина и со кашкава. Ушчипците не се прават така во рака и се прават посебна Да. калап. А, раката го прават калап. Раката обично за да има една мерка, Аха. да добиваме исти секогаш уштипци Да. и од 300 грама земаме 3 уштипци. А, Значи, ушчипце по 100 по прилика. 100 грама. Добро. Сега не може стално да се мери Аха. секогаш и се прават како едни мали поголеми кебапи
Kebab, ćofte, ne znam više kako da го kažem. Некако ќофтето е више округло исплескано. Dobro, okej. Уштипак, се штипе. A, se štipe. Ja mislim da ti se štipe vora. Не, се штипе вака и може некоја неправилна форма. Uštip si, se štipa. Се штипа. Ajde, okej. I poslije gi Štipe. pečime na skara. Скара, да. Okej, Значи мозокот da. Малко го помина под вода од под се. вода, Да. малку сол. Да. Сега гледам, чекај, Брашно. извини што ќе те прекинам. Гледам ти е замрзнат предходно. Да, замрзнат. Мора да биде, иначе Ќе ќе распаѓа. пропадне низ Добро, окей. решетки. Добро, Малку се подмачкува со масло добро. решетките, да не се залепи скроз брашното. И го поминуваме само во брашно и малку Брашно сол. за да го држи, да. Окей. Ова да кажам право, јас до сега прв пат што го гледам. Го видов еднаш во Велес, Да. ми беше сервирано мозок. Втор пат во Македонија што некој ми готви мозок. Браво. Епа, изненаден сум, навистина. Не знаев оти во И Тетово. процесот Да. го гледаш. Ба процесот е многу едноставен. Едноставен. Мислам оти сите можеме да го правиме това дома, ама пак е нешто Припрема посебно, да. што треба однапред Да. да се изврши, да се исчисти, да се излупи, да се измие, да се спакува и Да, да се ти навистина имам и нерви и такви ствари во мозокот. Јас да ти кажам право како готвам јас го варам малку прво. Тоа е Да, поковано. да, може и поковано, ма може да биде сварен и после малку да помине печка. Сега на скара. Сега го правиш ти жив на скара. Сега после мозокот што ќе правиме? Ќе правиме плескавиците или во меѓу време? Не, уште е рано да уште се е рано. стават. Колку време треба за Па скоро дупло повеќе од плескавиците Добро, што се ама печат. да ги ставиме плескавиците, да се печат ќе ги ставиме на страна и ова ќе оставиме Кој после може полека. да се Да, стават, да. за да потоа Аха. во земјено во Со кајмак. кајмак, Добро, така го видов, да. да, и ова е плескавица на кајмак. На кајмак. Ушчипците Ушчипци. исто Добро. може да се стават, да се Добро. печат. Има и уште на трета плескавица. Таа е Ова посебна. малата ќе биде обична плескавица, добро, да, окей. без кајмак, без Добро. Тука е. Да. Значи по две топки кајмак, Окей, добро. во едно земјано, Окей. Ова е плескавица со кајмак. на кајмак. На кајмак, пардон, извини. Плескавица со кајмак е Со од кајмак озгора. е згора, ова е Ова на е, да. кајмак. Добро. Ми кажа ти 15-20 минути за мозокот. Да, да. Да, каков гарнир има за мозокот? Има нешто посебно, еден сос? Има Обично, нешто? со прелив ладен од лук, Лук? буковец, зејтин, И тоа се јади обавезно со килолеп. Па да, може и како мезе. Да. како мезе. Добро. Јас сум Бидејќи навикнат да многу јадам многу калоричен, леп. Да, мозокот е да, многу да, калоричен. да. Ама тоа се чисти протеини. Добро, Можеме да кажеме, да, може мрсно, ама, сега да видиме до каде сме? каде, да. Да. Уште е Уште рано. малку, добро. 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 Окей. Ушчипците се печат. Се печат малку. Добро. Малку. За Сега гравот. може земјаните да ставиме да се стопи кајмакот. Добро. Гравот. Знаеш што ја многу сакам грав. Гравот За знам ти го стави таму на страна. Среден, значи, Да. кажавме граф, барен, потоа со црвен пипер со зејтин, Окей. црвена пиперка, сол, Никогаш не се става сол од почетокот. Од ти ако го ставаш од почетокот солот во гравот, не се вари гравот. Навистина е тоа? не, тоа за да остане цело зрно, ако сака. Ја мислев ти не се вареше. Да Не, така не. ми кажа, мене Не се малку вари. ми беше Сега чудно. може да го ама ставиме и... може да го ставиме во гравот. печка. Да. Епа, ајде. Чекај, шеф, мислев, ќе го ставиме сега Да, гравот. да чекај. ставиме малку и зејтин, Маслиново масло тоа, да, добро, окей. може и обично. То, ќе му дава посебен шмак, шмек, Ново, да. Одлично. Со пиперките со се. Со се. О. Малку време не треба, бидејќи е готов тоа. Вау. Само да се подпече. Колку време сега да подпече? 20 Околу минути? Не, 10 10 минути? 15 максимум. Добро. Да Супер. видиме, Гледам ти прескавиците Да. се печат, се печат Ушчипците. и ушчипците, се печат, и сега мозокот мозокот. врие. може да се сврти еднаш. Па да. Па мислам ти ги имаме сите, ушчипци, мозок и све тоа. Да, сега Мислам така. ти направивме све што требаше да денес. Ќе видиме сега на крај. Одиме малку понатаму, да оставиме малку време да се подпече све. На рад, 10 минути за гравот, 10 минути уште за главата, за мозокот. Ќе го печеме, плескавиците и се враќаме за кратко време.
кршка, што Мириса, мириса. да. Да. Значи, Да не ни го изгори, ја. готове. Ја го обожавам тоа. Гледај. Готово е графчето. Ова. Ке види преубаво. И пеперките се Подпечени, мирис. Вау. Арома. Топ ке биде. Стана да го. Имаме. Храната беше врв. Одиме со Бранко да потрошиме неколку калории. Ке ми покаже како се сади позната дојранска маслинка. Видав толку дупки, две дупки треба. Една помала, една поголема. Добро. Да. И зашто тоа? Сега треба 60 см да е долу. Добро. Дупката, затоа што побрзо пробива корен во почвата Океј. и станува потврда и на посурова клима и поиздржлива. Ајде. Ова има, ми кажавте 2 години ова има. Ова е 2 години. 2 Да. години. Ама години. колку години му треба да расте за да има плодови? Значи тој има уште првата година плодови. Првата година има плодови. Првата година. Да. Еве имам овде од Италија дрвце, од секаде донесено. Имат плодови, значи. Ова е и ова од каде Не, е ова? ова е наше. Наше. Ова е наше. Значи имаш чест да засадиш прв. Ајде. Овака. Значи ова треба да биде, гледаш ова? Добро. Ова е, значи, викаме по наши калем. Ова треба да биде спрема југ да гледа. Сега. Му се остава малку. Да. Океј. Еве, веќе крај. Браво. После ставам кап по кап, систем Аха. и тој си гледа после сам. И Готово. ке си расте, Да. расте. Браво. Епа, ова уште пак е една авантура. Марк сади маслинки. Епа тоа е. Никош не го мислев тоа. Фала многу, Бранко. Не само што седеше. Па да. Ќе чекаме на берење. О, тоа е, ке треба уште наредната година. Но наредна година ќе се береме. Па да. Фала ти. Јако. Никош не мислев од кога го направам тоа. Треба да дојдам во Македонија во дојнаца Ево, да го правам Ево, тоа. да. Браво. Ова садница е примерно многу издржива и многу маслодајна. Од 3,5 килограми се прави 1 литро масло. О, Да. браво. Ебе, Сортата е продром. како? Продром. Продром. Продром се вика. Да. Супер. Ајде, продржуваме. Во Македонија се кажува секогаш бурек, бурек джилници, бурек торе, има во цела Македонија. Па да. Сега ние ги научивме и другите, сега сите оваки ги направи. Па да, нема да мислам. Тоа е признавам ти, тоа е посебна тајна, вашата тајна. Секој не може да го направи. Да, секој не може да го направи на тој начин. не. Вие си наместивте. Може формата да направи. Аха. Никот може, ама Браво. квалитетот Дали ќе ми дозволите да видам каде го правите тоа? Можам да влезам? Да? велите, да. Ви благодарам. Епа, знаете што, одиме да видиме како се прави. Одиме таму позади да видиме како ги прават. Господин Насер, преубаво место позади. Вау, каков мирис со тој жар и све тоа. Ма, навистина, браво, секоја чест. Го има видено тоа, таков начин на готвење, кога се правеше ѓомлезе, такви ствари. Ма ова, навистина, бурек, на тој начин, ете како убаво изгледа. Вау, ова е порција, солидна порција. Ова е што, една осмица ова? Тоа е порција од 250 грама, значи четвртина. Четвртина. Да. А ние даба тоа мало више од 250 грама. Добро. Има 300 грама. Океј, ова гледам, ова е со месо. Знаеш што, овде луѓе кои јадат бурек, каже дај ми бурек и чевапе. И чебапе. Ама овде Каже заедно е. заедно каже иду јер месо има као чевапчица. Па да. Одлично. пита. Па 250 грама, имаме минимум 150 грама месо и 100 грама леп. Да. Добро, тоа е компромис, на вистина, одличен.
Многу ми е мило, ќе го пробам сега. Додека сум тука, знаете нашите партнери што ни се за емисијата Президент имат преубаво сирење. Знам ти употребувате и сирење во вашите рецепти. Се надевам и овај сирење ќе ви се допаѓа. Ова е мало, да кажеме, поклонче од мене. Ќе си го пробате, ќе видите ако ви се допаѓа и све. Јас, знаете што? Фала ви многу. Мора да го пробам ова. Ова нешто што изгледа преубаво. Тоа се јади со раци, а? Најсладже. Најсладко е, бе. Јас сега да земам филушка, ама мислам оти со раци. Стварно ми е и драго и све што те упознав, jer И мене исто, да ви кажам право, имате право, а? Ова е леп со кебапи, ова е преубаво. Вау. Види, овој мој бурек е нешто друго. Види, ја филот го ставljam стварно колку треба и мало више него тоа. И месо и тоа, кај код мене тоа све фришко, секој јутро ја земам колку потрошна ми е дневно, ја толико земам. Толку. Не треба повеќе, да не останува. Не. На еден ден ново и све. И пржеме. Секој ден правите не знам колку калапи такви, не знам, Онда ама тоа имам е и синове тука, све сме, тоа е фамилијарни бизнис, тоа се рачуна, знаеш. Го видовте вториот ден? Одлично. Навистина, не можам више да не ги гледам емисиите. И еднаш, и два пати, и три пати, можете пак ќе кажам и по YouTube да ги гледате. Јас само ги гледам, тоа е голем дел да кажам од неделата, помнувам, гледам детали, нешто што заборев, нешто што може поубаво да се направи. Тоа е тоа. Многу сум малку фан, малку повеќе сум перфекционист. Секогаш сакам да направиме нешто и поубаво и поубаво. Тоа е. Затоа денес направивме нешто едноставно. Колбаси од Андреја, колбасици сецкани, малку сланина. Овде имаме крилца. Почнам да ги маринирам со малку маслиново масло, додав зачини, на нашите омилени македонски зачиња, подготвени со љубов, со го многу сокце и премногу вкус. И ова сега ќе ги ставиме исто во печка, ќе ги подпечиме. Навистина тоа е нешто прекрасно, што мислам, ако памтите, ве научив како ги јадам. Со двете прста, одеднаш јадам. Ова ќе оди во рерна. Вуала. Опс, многу лесно. Кога имате две рерни така на располагање, можете све да правите. Уште една рецепта овде гледате во ми време и сечив багет. Багет, многу лесно исто. Убави парчиња, долги парчиња и направивте намешавина со малку кајмак, макдонус, лукче, обавезно. Му ставив малку од врган, му ставив малку од неколку други зачини имав, што? Аво имав копар, малку власец. Ова ќе ги намачкаме така, чисто, не ги намачкаме, ќе ставиме малку на лепчињата и ова ќе оди во печка. Знаете, ова емисија денес, како кажав, е посебна, е за жал последната од овој серијал, од оваа втората сезона. Ги имам моите пријатели околу мене, се надевам отике направиме нешто на крај, заедно ќе ве изненадуваме, мислам оти така се кажува, да не кажувам глупостите, многу грешки правам, се трудам да кажам најубаво по македонски да зборам. Отимам, знаете што? Мајката на Василка многу ме коригира. Она сака да зборам перфектно македонски. Па, ако ме слушаш, ако направив грешка, ќе ми кажеш после емисијата дали грешев пак. Ајде, во меѓувреме се завршуваат овие убави лепиња, ми видовте, со кајмак и све, Президент, и овие ќе одат во печка. А ние го гледаме третиот дел.
чекаме залюбените на денот. Тука се Александра, Да, Филип. Александра, Миломир. Миломир, јас сум Марк. Ми само ти ме познавате, а? Вие сте победниците од наградата од авантурите на Марк. Благодариме. Денот овде е за вас, денот за залюбените. Исто има и денот Свети Трифун, ќе окроиме лозето, ќе пиеме вино, ќе пиеме ракјафа, ќе јадите, ќе поминиме преубав момент во Шато Сопот. Мислам еден место што е препознат преку цела Македонија. Ама вашето име, Александра, Филип, ако нема таков име во Македонија, чисто македонско име. Епа да. Точно. Ајде, Благодариме. да одиме. Третиот дел го посветуваме на најважната состојка. Не само во готвењето, туку и во животот. Љубовта. Сите места кои ги посетивме оваа сезона и сите луѓе кои ги запознавме, се што поготвија, го подготвија исто како мене, со љубов. Се навраќаме на неколку ситуации кои не остават равнодушни. Ќе се подсетиме на две приубави приказни, кои беа дел од втората сезона. На крај да се навратиме како ја завршив првата сезона, со мојата најголема љубов, која секогаш е покрај мене. Преубаво место. Добро утро, добар ден. Добре дојде во Провиштип. Фала ти многу, Сања. Ти ветив во Вети Индија. исполни. Да, ти ветив во Индија, ако ти ќе дојдам да го видам твојот град, твојот Пробиштип, твојата точно. душа што секогаш ми збориш од Пробиштип. Така е. Тука сум. Ајде сега. Мало градче со многу душа. Па тоа е тоа. Ми само ти Да. ќе го представиш на најубав начин. Ќе се потрудиме за најдобро. Да. И во меѓувреме ќе си вратиме малку Ќе се вратиме некои нашите спомени, спомени да што ги убави имаме во спомени Индија. од Индија.
Епа, шери, ја завршивме емисијата денес. Како сегаш кажувам, mission completed. Многу сум среќен, ама и многу тажен. Навистина, знаеш зашто? Од тие последната емисија од сезоната, ќе треба да размислиме за нови авантури. Авантурите на Марк се нешто вау, прекрасно, ама да се одиме дома. И да размислиме на нови авантури. Ајде. Повели. Финишираме последните детали. И повеќе сум тажен. Шери, дојди да ме помагаш, ти си секогаш со мене на крај на сезоната. Завршивме заедно првата сезона, ја завршуваме заедно втората. Се спремаме сега за гостите што ќе дојдат. Ова, носи го на маса. Да, јас ќе дојгам со другото. Овде. Направивме крилца. Крцкави крилца. Браво. Ова е нешто што сите обожаваме. Со пиво, со вино, со ракија, со друштво. Ова е нешто, како кажувам јас, врв. Yes. Шери, доаѓам. Ако сакаш, може да го земеш уште компирите овде. Пази, отие топло. Чекај, мислам да ти дадам една крпа, ќе биде полесно. Вала. Крилцата. Како кажувам се... Когаш? Не. Вала. Ова е завршено. Чекај, само оставим ова на страна. За тебе, да не си ги гориш прстињата, повели. Одиме надвор. Се гледаме таму. Имаме уште нешто да кажувам. Оти не можам да завршам сезоната без да се заблагодарам на сите. Одиме таму. Па шери, пак ќе кажам, многу сум тажен. Навистина, лани, првата сезона ја завршивме заедно. Втората сезона ја завршуваме заедно. Повторно заедно. Имам едно прашање. Да, дали ја запозна Македонија? Еден дел мислам оти ја запознав, да. А вкусовите на Македонија? Вкусовите на Македонија се прекрасни и ќе ми фалат, да, навистина. Ако не знам како, многу сум... Мислам дека сега ти предстои едно долго топло лето каде што ќе можеш да ми готвиш. Ама не ти готвам јас, Да ми готвиш и да ги пробам вкусовите на Македонија подготвени од твоја рака. Тоа се трудам во секоја емисија да го направам. Знамо ти не си тука, твој начин. на мој начин. Па да, тоа е тоа. Ајде, да се заблагодариме на
нашите партнери што не поддржа цела година. Имаме президент, имаме Алпско, имаме Витаминка, имаме Унибанк, имаме Шато Сопот. Това ни се главните, да кажеме, што не поддржа и лани и ова година. Да не ги забораиме, Прима, што не поддржа за кујната, нова идејата што имаме да готвиме на крај на емисијата, Нептун, Беко и Карес. Без нив кујната немаше да биде што е. Навистина, они ми направиле еден дел, еден саство, каде уживам, каде можам да правам чудесни, каде направив денес за нашите гости што ќе дојдат. Да не ги забораиме и сите и гледачите, што не гледаат секојаш се тие емисии. И Екипата. Епа да, нашата екипа што е со мене секоја емисија, секој ден, се слушаме, се разговараме, си правиме планови како да истражуваме Македонија, како да одиме во местата што ги препорачуваат и све тоа. Епа, фала многу од срце на сите, на партнерите, на пријателите, на екипата и све, ние да наздравиме и да да се гледаме наредната сезона. Да се гледаме за наредна сезона, за трета сезона. За трета сезона. Доаѓаме. Тука сме за вас. Thank you.